Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес продолжуваме со проучување на глава 11 од Евангелието според Матеј. Главната тема на оваа глава е отфрленоста со која се соочи Господ Исус. Минатиот пат започнавме со обработка на разговорот помеѓу Господ Исус и учениците на Јован Крстителот. Јован беше во затвор и можеби очекуваше дека Исус ќе го ослободи. Откако помина одреден период и тоа не се случи, Јован ги прати учениците да го прашаат Исус: "Ти ли си Месијата кој требаше да дојде или да чекаме друг?" Господ Исус не го критикуваше Јован за ова прашање, туку во својот одговор го цитираше пророкот Исаја. Во Исаја, глава 35, стихови 5 и 6, пишува: "Тогаш ќе им се отворат очите на слепите, ушите на глувите ќе се одзатнат, тогаш куциот ќе скока како елен, и јазикот на немиот ќе пее, зашто води ќе бликнат во пустината и потоци во степите." Зошто одговорот на Исус се состоеше во цитирање на пророкот Исаја? Бидејќи тој сакаше и Јован и неговите слушатели да се потсетат на зборовите на пророкот и како истите се поврзани со доаѓањето на Месијата. Неговиот одговор не беше директен со зборовите "Да, јас сум Месијата", туку ги наброја знаците што ќе го следат Месијата при неговото доаѓање. Не само тоа, туку Господ Исус не го нападна Јован, ниту пак го критикуваше. Баш напротив, за него имаше пофални зборови. Стих 7. А кога си отидоа овие, Исус почна да му зборува на народот за Јован. "Што сте излегле да видите во пустината? Трска ли што се лулее од ветрот?" Јован Крстителот не беше трска што се тресе од ветрот, туку самиот тој беше ветер што ја тресе трската, бидејќи ја зборуваше вистината. Денес, за жал, тоа се поретко се гледа во црквите. Некои од проповедниците немаат храброст да ја зборуваат вистината и да проповедаат против гревот. Тие се под притисок да ги задоволат желбите на дел од слушателите и затоа не сакаат да влезат во конфликт со никого од нив. Така, наместо проповедалната да е ветер што ги тресе животите на другите, таа стана трска што се тресе од очекувањата и желбите на слушателите. Господ Исус продолжува и во стих 8 вели: "Но што излеговте да видите? Човек ли облечен во меки алишта? Ете, оние што носат меки алишта по царски палати се. Па што излеговте да видите? Пророк ли? Да, ви велам, и повеќе од пророк." Јован беше пророк, но беше и многу повеќе од тоа. Неговата служба е во одредена смисла супериорна во споредба со онаа на другите старозаветни пророци. Стих 10. "Зашто тој е оној за кого е напишано: Ете, јас го праќам мојот ангел пред лицето твое. Тој ќе го приготви патот твој пред тебе." Со ова, Господ Исус јасно кажува дека Јован беше исполнување на пророштвото дадено преку Малахија. Стих 11. "Вистина ви велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него." Со други зборови, тоа значи дека Јован е поголем од сите што дојдоа пред него. Некои луѓе сакаат да дебатираат за големината на старозаветните ликови и кој меѓу нив е најголем: Давид, Мојсеј, Авраам? Но самиот Господ Исус вели дека ниту еден од нив не беше поголем од Јован Крстителот. Но тоа не е се. Тој продолжува и вели дека дури и најмалиот во небесното царство е поголем од Јован. Зошто е тоа така? Бидејќи оние што ќе го наследат царството се во Христос,
тие се облечени во неговата праведност. Стих 12. А од деновите на Јован Крстител па досега, Царството небесно насила се зема и силните го грабаат. Што значи тоа дека Царството небесно насила се зема и дека силните го грабаат? Прво, тука не станува збор за насилство. Насилниците нема да бидат дел од небесното царство. Тоа што Господ Исус сака да го каже дека оние што се упорни во нивната вера, оние што не се откажуваат и што се подготвени да дадат се од себе за да влезат во царството, ќе бидат оние на кои тоа ќе им припадне. Ќе продолжам со читање. Стихови 13 до 15. Зашто сите пророци и законот пророкуваа до доаѓањето на Јован. И ако сте подготвени да го прифатите, тој е Илија кој треба да дојде. Кој има уши да слуша, нека чуе. Изразот ако сте подготвени да го прифатите е навистина необичен и ако добро се сеќавам, не можете да го најдете на друго место во писмото. Неколку векови предходно, пророкот Малахија предскажа дека пред да дојде Божјиот слуга, Бог ќе прати предходник, кој ќе го подготви патот за неговото доаѓање. Инспириран од Бог, Малахија кажа дека тој човек ќе биде Илија. Сега, Господ Исус вели дека токму Јован е така наречениот Илија, кој дојде и го подготви патот. Со други зборови, Бог си го одржа ветувањето што го даде неколку векови предходно, иако речиси никој не беше доволно мудар да го препознае моментот. Што ни кажува сето ова? Дека треба да бидеме будни и отворени за да го препознаеме дејствувањето на Бог помеѓу нас. Некогаш сме склони кон тоа да ги критикуваме луѓето од Библијата, бидејќи не можеле да го препознаат тоа што им е пред очи. Но, ако искрено се погледнеме себе си, верувам дека ќе дојдеме до заклучок дека и ние некогаш сме такви. Колку често ли се случило Бог да ни прати некој човек во животот со порака наменета само за нас, а сепак ние поради нашата горделивост, тврдоглавост или рамнодушност да не го препознаеме тоа. Зарем тоа не е истото што го направија и евреите во времето на Господ Исус во однос на службата на Јован Крстител? Со оглед на тоа што евреите не го препознаа Јован, во следните неколку стихови Господ Исус зборува за нив и им кажува какви всушност беа тие. Тој кажа многу пофални зборови за Јован, но истото не го стори и за народот. Слушнете што Исус вели. А со кого да го споредам овој род? Тој личи на деца што седат по пазариштата, па им довикуваат на своите другари и велат: ви свиревме и не игравте, ви пеевме жални песни и не плачевте. Што сака Господ Исус да каже со оваа споредба? Тој сликовито им објаснува на слушателите дека нивната генерација е како разгалени деца, кои тешко се задоволуваат. Како и да се однесува некој, тие на крај секако ќе му најдат некаков недостаток и причина да го отфрлат. Стих 18. Зашто дојде Јован, кој не јаде, ниту пие, а тие велат демон има во него. Дојде Јован и луѓето почнаа да зборуваат. Тој е чуден човек, се пресели во пустината далеку од луѓето. Не само тоа, туку и пости наместо да ужива во јадењето. Стих 19. Дојде синот човечки кој јаде и пие, и велат: еве човек ненаситен и пијаница, пријател на цариници и грешници, но мудроста се оправда преку своите дела. Можам да замислам како се одвивале разговорите на луѓето. Некој вели: Јован е премногу аскетски настроен. Друг ќе праша: а Исус, што мислите за него? Трет ќе одговори: многу е опуштен, јаде и пие со грешници, не се однесува добро. И денес во црквата има некои луѓе што никако не можете да ги задоволите.
Еден проповедник не им се допаѓа бидејќи неговите пораки се многу суви и неговиот тон е многу досаден. Друг проповедник не им се допаѓа бидејќи не се облекува како што сакаат. Трет проповедник не им се допаѓа бидејќи од време на време умее да каже некоја шега и слично. Каков проповедник и да им донесете на тие луѓе, сигурно ќе му најдат некаков недостаток. Ако луѓето на Господ Исус му најдоа недостаток, колкави се шансите дека ние ќе можеме да ги задоволиме нивните вкусови? Доаѓаме до дел во кој Господ Исус ги критикува градовите во кои направи чуда, а сепак луѓето што живееа таму не поверуваа во него. Тој дојде како цар и им се откри преку неговите поуки и чуда. Иако жителите на тие градови ги слушнаа неговите зборови и ги видоа неговите дела, сепак си продолжија постаро. Нивната одговорност беше навистина голема и преку неговата пресуда Господ Исус всушност вели дека ако тие чуда се случаа во други градови, луѓето таму сигурно ќе поверуваа. Стихови 20 и 21. Тогаш почна Исус да ги укорува градовите во кои се извршија повеќето негови чуда, бидејќи не се покајаа. Тешко тебе, Хоразине, тешко тебе, Вицаидо. Ако во Тир и Сидон беа чудата што станаа кај вас, тие одамна би се покајале во врекиште и пепел. Хоразин и Вецаида беа две места во близина на Капернаум, седиштето на службата на Господ Исус. Тој таму направи многу чуда, а сепак луѓето го отфрлија, затоа им вели тешко тебе. Тоа е фраза со која го објавува неговиот суд. Стих 22. Но ви велам, на Тир и на Сидон ќе им биде полесно во судниот ден отколку вам. Средбата со светлината е привилегија, но исто така и одговорност. Луѓето од Хоразин и Вецаида ја имаа привилегијата да ги слушаат Господовите зборови и да ги искусат Господовите дела. Но секоја привилегија со себе носи и одговорност. Со оглед на тоа што тие неодговорно се однесуваа кон откровението кој им беше дадено, Господ го објави својот суд врз нив. Истото важи и за нас денес. Јас не знам како Бог ќе постапи на судниот ден со оние што немале прилика да го слушнат Евангелието затоа што живееле во џунгла далеку од цивилизацијата. Но знам дека ние што живееме во цивилизација и во така наречена христијанска земја, имаме голема одговорност пред Бог, бидејќи имаме пристап до Евангелието. Особено е голема одговорноста на оние што секоја недела одат на богослужба во црква и слушаат поуки од писмото. Ќе бидам искрен и ќе ви кажам дека за таквите луѓе сум многу позагрижен отколку за оние што никогаш не го слушнале Евангелието. Слушнете сега што вели Господ за градот Капернаум, местото што беше седиште на неговата служба. Стих 23. И ти, Капернауме, што си се воздигнал до небото, до пеколот ќе бидеш спуштен. Зашто ако во Содом се беа извршиле чудата што станаа во тебе, тој и до ден денес ќе останеше. Во Стариот Завет Бог го уништи градот Содом поради гревот и изопаченоста на неговите жители. Господ Исус вели, ако тие луѓе ги видеа чудата кои жителите на Капернаум ги искусија, сигурно ќе поверуваа и градот немаше да биде уништен. Стих 24. Но ви велам дека на земјата Содомска ќе и биде полесно на судниот ден отколку тебе. Ова се навистина тешки зборови и мислам дека треба да не замислат. На судниот ден многу ќе им биде полесно на оние што живееле во џунгла и никогаш не го слушнале Евангелието, отколку на проповедниците што секоја недела го поучуваат, а сепак не го применуваат тоа што го зборуваат. Содом и Гомора беа изопачени градови, но ја немаа привилегијата што Капернаум ја имаше. Божјото откровение секогаш носи одговорност со себе. Стих
25. Во тоа време, откако продолжи Исус, рече: Те прославувам, Оче, Господи на небото и на земјата, зашто си го скрил тоа од мудрите и разумните, а си им го открил на децата. Преку овие зборови, Господ Исус сака да каже дека Бог им се открива на оние што како децата се подготвени да поверуваат во тоа што ќе им го каже, а од друга страна, на некој начин, останува сокриен од оние што себе си се сметаат за мудри и паметни. Кога доаѓаме пред Бог, најдобро е да дојдеме со став на понизност и да признаеме дека има многу нешта што не ги знаеме. Само тогаш Бог ќе ни се открие. Слушнете што вели во следните 2 стихови. Да, Оче, зашто таква беше волјата Твоја. Се ми е предадено од мојот Отец, и никој не го познава Синот, освен Отецот. Ниту Отецот го познава некој, освен Синот, и кому што сака Синот да го открие. Во Евангелието според Јован, глава 14, стих 6, Господ Исус вели: Никој не доаѓа кај Отецот, освен преку мене. Во следните 3 стиха се менува пораката на Господ Исус. Тој им се обраќа на сите што го слушаат, повикувајќи ги изморените и обременетите да дојдат кај Него и да најдат мир. Мирот е нешто по кое многумина копнеат, но малкумина го наоѓаат бидејќи мнозинството го бара таму каде што го нема. Слушнете што вели Господ Исус во стиховите 28 до 30. Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши, зашто јаремот мој е благ и бремето мое е лесно. Ние луѓето имаме тешко бреме, кое секојдневно го носиме, а тоа се нарекува грев. Во Псалм 38, стих 4, псалмистот пишува за тоа како неговите беззаконија му тежат како тешко бреме. Ништо не може да ни ја олесни тежината од тоа бреме, освен Господ Исус, кој на крстот на Голгота врз себе ја зеде казната за нашите гревови. Секој од нас има избор: ќе го носиме тоа бреме самите или пак ќе му го дадеме на Господ Исус. Ако го носиме самите, еден ден со тоа бреме ќе мораме да застанеме пред Божиот суд. Ако му го дадеме на Господ Исус, пред Божиот суд ќе застанеме ослободени и оправдани. Гревот е навистина тежок товар. Ако се обидете самите да го носите, сигурно ќе си направите проблем со кичмата. Затоа, денес сакам да ве охрабрам да му го предадете своето бреме на Христос. Со вера да ја прифатите казната што тој на себе ја зеде на крстот и да побарате од него да ви ги прости сите ваши гревови. Патем, се надевам забележавте колку е едноставен повикот на Господ Исус. Се што тој бара од нас е со вера и понизност да дојдеме кај него такви какви што сме. Тој од нас не бара да се подобриме, да станеме посвети, да одиме поредовно во црква, да почнеме да служиме, па потоа да му пристапиме. Тие нешта ќе бидат резултат од меѓусебното општење со него, но благодарен сум што не се предуслов за да општиме со него. Како и во времето на првите христијани, кои беа под напад од страна на лажните учители, така и денес има навидум добронамерни учители кои ни кажуваат дека треба да направиме нешто за да може Бог да не прими крај себе, да ни прости и да не прифати. Но такво нешто јас не гледам во писмото. Во Божиот збор јасно ни е кажано дека постои само еден услов за Бог да не прими крај себе, а тоа е верата проследена со покаяние. Бог не бара од нас да ја заслужиме неговата благодат, бидејќи таа ни е дадена како бесплатен дар. Од нас се очекува само да ја примиме. Со тоа доаѓаме до глава 12. Контекстот на овие настани е следниот. Господ Исус ги испрати апостолите во мисија, а и самиот тој
тргна во мисија да го проповеда Евангелието. Досега видовме дека неколку градови не ја прифатија неговата порака, а во глава 12 ќе видиме како и религиозните водачи имаа иста реакција кон него. Стих 1. Во тоа време, една сабота, Исус минуваше преку нивите, а учениците негови огладнеа, па почнаа да кинат класје и да јадат. Фарисеите, штом го видоа тоа, му рекоа: ете, учениците твои го прават она што не треба да се прави во сабота. Ова е еден од неколкуте конфликти што фарисеите ги имаа со Исус во однос на саботниот ден. Во текот на 3-годишната јавна служба на Господ Исус, неколку пати се случи тој во сабота да направи нешто што фарисеите сметаа дека не е дозволено. Конкретно, во оваа случка, учениците на Господ Исус почнаа да кинат класје, што, според тогашниот начин на размислување, се сметаше за жетва, а таков вид на работа беше забранета во сабота. Зошто учениците го правеа тоа? Одговорот е многу јасен, бидејќи беа гладни. Со самото тоа што кинеа од класието, тие не ги прекршија Божите заповеди во однос на саботата, туку правилата што луѓето ги измислија и наметнаа во однос на саботата. Можеби фарисеите очекуваа дека Господ Исус ќе ги критикува своите ученици, но напротив, тој застана на нивна страна и се сврте против фарисеите. Начинот на кој Господ Исус ги одбрани учениците е преку цитирање на дел од писмото поврзан со Давид и луѓето што го следеа. Но денес немаме доволно време за да ги прочитаме и обработиме тие стихови. Доколку ве интересира одговорот, сакам да ве поканам да го следите утрешното проучување на Евангелието според Матеј и да видите како се одвиваше овој разговор. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.